Неколку здруженија на музичари вчера излегува на протест пред владата и ја повикаа Комисијата за заразни болести да им дозволи да работат според постојните протоколи. Тие велат дека се револтирани од предлогот на угостителите да се организираат свечености без жива музика. Но вице-премиерот Битики порача дека на некои барања на музичарите во овој момент е невозможно да им се помогне. Сметам дека некои барања во овој момент се невозможни да се одговорат. Но секако креираме механизми за да преку системот и преку нивно системско решавање им помогнеме дали во овој момент или во наредниот период. И затоа ги слушнав, ги видов на протести, секако протестот е демократско право, сметам дека они, ако сметаат дека треба да протестираат, јас сум во некоја прилика дури ќе им се придружам, но ќе разговараме, но пред се да се грижиме за здравјето наше, лично, на нашите блиски, да се придружуваме кон мерките, затоа што ќе имаме време и доволно прилики и за прослави, и за работа, и за надокнада на сето тоа што е изгубено. Го зборев пред неколку дена со фотографите, зборев со туристичките водичи, зборувам за естрадните уметници, зборувам за музичарите, зборувам за сите категории на луѓе. Имаме низа разновидни страни кои што треба да бидат помогнати. На сите до сега им помогнавме спрема приликите кои што ги има владата. Над 1200 музичари и членови на 6 музички издруженија вчера упатија ултиматум до владата до петок да им одговори на барањата за протоколи за работа и обештетување со сума од 43.000 денари. И угостителите и музичарите најавија протести, доколку владата не им излезе во пресред и не ги прифати нивните барања.